студиото, нас тука температурата не ни е како тамо и целиот амбиент ни е одлично погоден, а за одличниот амбиент имаме и одличен гостин. Така, никад се погриживме ова фудбалско отворање кај нас, да дојде еден специјален гостин, едно фудбалско тренерско име кое бележи успеси на домашната фудбалска сцена, препознатлив и со младите и со сениорските категории, така да еден селектор на младинска фудбалска селекција во нашата репрезентативна фудбалска Македонија и тренер на ФК Скопје. Александар Таневски, добре дојде. Добро ве најдов, благодарам за убавата најава и поздрав за вашите гледачи. Благодариме што ја прифативте нашата покана и да почнеме од она што е најактуелно, светското првенство, или малце да загребеме во домашните ќупови? Па, како сакаш, и јас би никад да почнеме за светското, да го прашаме чисто на старт. Фаворит и очекување од која селекција ја гледаме на тронот, па ќе стигнеме после и за неговата кариера. Добро, вие во вашата најава кажавте дел од она што не очекува на светското првенство. Моje мислење е дека ова светско првенство ќе биде интересно затоа што нема ниту еден доминантен фаворит, како во минатото што беа Бразил, Германија, Шпанија. Така. Сега имаме 6-7 репрезентации, од која секоја една може да го освои светското првенство и мислам дека затоа токму поради тоа не очекува и интересно светско првенство. Мој фаворит, според сите анализи или, пошто игра стварно стабилен фудбалски концепт, Шпанија. Така, значи, европска селекција гледаме на тронот, да се вратат европјаните, нели, онаму каде што вела дека светскиот трон треба да припаѓа Шпанија никац. Так, а кога зборуваме, например, за Бразил, репрезентација за која што се врзуваат рекордите на светските првенства, која што секогаш има силен тим, меѓутоа од 2002 година нема освоено светско првенство. Што му предвидувате на Бразил на ова првенство? Селектор кој што во клупскиот фудбал е докажан, предокажан, меѓутоа првпат е селектор и веднаш на можеби најзвучното светско репрезентативно име. Така е, во право сте. Бразил никогаш не смеете да го исклучите од тоа да биде фаворит за светската титула, затоа што Бразил има традиција на светските првенства и мислам дека е репрезентација со можеби индивидуално една од најквалитетните. Но моje мислење е дека Бразил во последниот период има тактичка недисциплина и тактички проблеми на овие големи надпреварувања. Можевте да видите на последните светски првенства и токму поради тоа е донесен и таков стратег како што е тренерот Анџелоти. И баш ќе биде интересно да видиме каков Бразил ќе гледаме на ова светско првенство. Затоа што тој знае и да менаџира добро со големите звезди, па се надевам дека ќе направи еден свој концепт и дека ќе има што да каже Бразил на ова светско првенство. Сепак зборуваме за врвен авторитет. Така е. Добро, селекција, нели, најтрофејна кога се во прашање мондијалите, така да секогаш одат до оној највисок дострел. Кого би издвоиле, бидејќи спомнавте индивидуалниот успех кај нив ќе преовладува, кој индивидуалец онака ќе ви остави најголем впечаток или ќе се докаже најмногу на терен? Не би издвоил никого, него секогаш Бразил имал атрактивни индивидуалци и фудбалот тоа и го сака, го почитува публиката, тој и таков спорт. Така да не би издвоил, него целата бразилска репрезентација е атрактивна репрезентација, таков стил на играчи, таков стил на индивидуалци. Така да баш и мене како тренер ме интересира, вие кажавте во најавата дека Анчелоти е добар стратег, добар тактичар. Како ќе се справи со поголемите надпревари? Можеби групната фаза ќе нема да биде толкав проблем, затоа што нели имаме сега и повеќе репрезентации, не е конкуренцијата толкава. Од групната фаза мислам дека можеби Франција има најтешка група. И ќе биде интересно баш. Бразил, мислам дека на ова светско првенство ќе има што да каже токму поради селекторот. Добро. Од кои селекции очекувате да бидат она изненадување на турнирот? Дали од помалите, или за да достигнат највисоко што можат, или пак да изненадат овие како Германија веќе две поред само до групната фаза не може да помине нели во нокаут рундата? Вака е, кога сте кај Германија, мислам дека го изгуби континуитетот. Но мислам дека Германија исто не смее да се исклучи затоа што Германија е турнир репрезентација. Тие знаат како да играат на големите турнири. Имаат млад стратег што е од новата генерација како Тедеско, Негелсман, Тухел. И мислам дека тој негова добар фудбал.
Од овие репрезентации кои јас би ги издвоил, што можеби да изненадат со овие поголеми репрезентации, што може да победат секого од овие репрезентации, Јапонија. Мароко веќе не знам дали изненадување по минатото светско првенство играше во 4 најдобри, мислам. Така. И тука и нашата балканска Хрватска, што и тоа не е изненадување доколку Хрватска стигне исто до самиот крај на мундијалот, затоа што прашањето е малку специфично дали е Хрватска изненадување или не, или Мароко може не би ги сврстила, ете Јапонија, можеби Норвешка. Тоа се незгодни Јас би рекол репрезентации. дека вака на хартија Турција има доста респектабилен состав. Така сакав да спомнам во моментот Турција, затоа што таму има исто добри индивидуалци. Бевме сведоци на пред неколку денови игравме со нашата репрезентација. Значи и во разговор со тренериве и со репрезентативците, стварно индивидуалци каде што може да Турција исто пред 20 на години исто беше на врвот од светскиот фудбал, така да можеби сега време да се вратат таму каде. Еден бронзен медал во својата колекција. Пред да ги погледнеме групите, ја спомнавте Хрватска. Колку мислите дека е покрај Хрватска, дека и другата наша балканска пријателска репрезентација Босна и Херцеговина би можела да стигне? Еден бран на млади фудбалери кои што се пречекани од малце поискусен фудбалски стожер на теренот. Така е. Добро рековте, значи можеби на првото светско кога играше репрезентацијата на Босна, мислам со Сафет Сушич, можеби тогаш им недостасуваше некој искуство од големо надпреварување. Можеби несрекно не ја помина првата фаза. Сега имаат добра атмосфера, одат со ајде да кажам добар комбиниран состав, што кажавте вие, од искуство и млади играчи. И не би било изненадување додека поминат групната фаза, што јас им посакувам нормално, затоа што тоа се и наши пријатели. Така. Секогаш сакам да навивам за балканските репрезентации или овие кои ни се тука блиски, затоа што мислам дека со нивните успеси добиваме и ние како. Апсолутно. Да фрлиме погледи на групите. Ова светско 12 на број не може човек да ги попамти. Претходно кога беа 8 некако и ова е групата Чешка, Мексико, Јужна Африка и Јужна Кореја. Некако можда би претерувам, ама група како за малку посилен турнир. Некако не е дека асоцира прва на светско првенство. А може би напротив ќе видиме и најефикасен фудбалски турнир помеѓу овие двојки. Пошто се најизедначени некако овие тука. Така. И домаќинот нели е Ева баш групата на Босна и Херцеговина со Канада, Катар и Швајцарија. Вака делува поминливо. Поминливо, така. Особено што некаде и третиот ќе може да помине. Така. Мислам дека од сите групи идат нели првите двајца. Так. Прв пат учествуваат 42 репрезентации, ќе има толку. 48. 48, да. Добро, до сега колку беа? 32, мислам. Так, сега. Так. Значи ова е прв пат, можеби сега тоа е полемика дали ќе се намали квалитетот на надпреварите, но да, и тоа беше еден од аргументите на оние што беа против зголемувањето на бројот на репрезентации. Навидом вака кога ќе погледнеме пославите репрезентации, многумина сметаат дека се топовско месо за поголемиве, од друга страна пак е нели простор за да се докажат и со тоа што 8-те најдобри да видиме дали заслужуваат да се таму. Може да проложат. Тоа е нели за буквално групата С ни е таква група: Бразил, Мароко, Хаити и Шкотска. Некако вака кога ќе се види Хаити меѓу Мароко, Шкотска и Бразил. Но замислете колку ќе бидат надпреварите Шкотска, Мароко и Бразил, интересно. Така. Значи тука имаме репрезентации кои може да игра. Хаити нема што да изгуби. Може само да зезнат некој, да му откинат некој бод. Каде што притисокот и кај доста репрезентации, што ги споменавте и вие во најавата, ќе биде многу голем товар. Така. Групата Д, Турција, домакинот САД, Парагвај и Австралија. САД е многу интересен нова светско првенство затоа што мислам дека сами себе кога се гледаат историски имаат најмногу фудбалери што играат во европски тимови и не се епизодисти, туку играат. Можеби не се, ако ги земеме Јувентус, каде што игра Маккени, Дест кој што има играно во Барселона и во Милан, се игра во ПС Еиндховен, сепак се европски екипи кои што играат еврокупови. Така е, анализирајќи американска репрезентација сте во право, затоа што играат во добри, солидни екипи во Европа
Ние пред 2 дена имавме можност да играме со репрезентацијата до 20 години на Америка. И Америка е земја која има систем, структура, не само во фудбалот, во сите спортови. И можев да видам дека и составот на U20 репрезентацијата беше од стварно добри тимови во Европа, како Стоук, како Лајпциг, како Борусија Дортмунд, како Барселона, како значи тоа се плејада на млади фудбалери кои им надоаѓаат. И можеш да се види стварно и доста квалитет. И кои што веројатно во години што доаѓаат добри трансфери ќе прават. Така е. Само кратко додека сме на таа тема, дали многу се одлепуваат од нашава генерација се? Добро, ние игравме можеби со неколку и помлади играчи. Не беше како најавата дека Македонија игра со U21. Така. Ние имавме 12-13 играчи 2007, они беа до 20 години, но тоа не е, например, представува, јас како селектор го кажувам, ретроспективниот тек на надпреварот. Ние дадовме шанса на сите и слагам твоето прашање е добро, имаше играчи кои стварно одскокнуваат со квалитет, но тоа е нормално затоа што тие и вредат и играат во појаки лиги. И се вложува. Така е, да. Значи, не е исто да играш во Стоук и во некој македонски клуб. Апсолутно. Можеме да ја погледаме следната група: Германија, Курасао, Брег на слонова коска и Еквадор. Германија кај што е, другиве нека се наредат како сака. Тука Еквадор може да биде нешто. Дебитант еден во името на Курасао. Но Брегот на слоновата коска има традиција. Во Европа, па од она време на Дидие Дрогба го фатија патот на скоро секое учество. Мислам дека едно испаузираа само на купот на африканските нации, нон-стоп се во топ 3. Во топ, да, репрезентации, тука се такви репрезентации се репрезентацијата на Гана, на Сенегал, така, слични. Но далеко од онаа генерација со Дрогба, со двајцата Калу. Да, така. Следната група: Шведска, Холандија, Јапонија и Тунис. Еве Јапонија која што ја споменувавте, Холандија која што ја предвиде овој економистов германецот и Шведска која што дое на светско со 2 победи. Да, добро. И ова е интересна група. И во секој случај секоја група има свој шмек на свој начин. Так. Значи ќе има интересни надпревари. И оваа група стварно може да се издвои. Буквално не може да се издвојат 2 селекции кои на пример одскокнуваат и може да ги да се кажа сигурно одат. Сигурни да ја видиме наредната група вели Белгија, Египет, Иран и Нов Зеланд. А тука фаворитот мислам дека се знае. Так. Но и репрезентацијата на Египет знае да стигне нели на нивниот континент кога се играат надпреварувања исто до самата завршница. И иранците видовме дека имаат 5-6 фудбалери во Премиер лига, уште 5-6 во Бундеслига. Првиот тим е некако по европски трк скроен, а и другиве верувам си ја одработува секој својата задача. Тоа значи дека може да победат било кого од оваа група. Так. Да видиме следната група: Шпанија, Кабо Верде, односно Зеленородските острови, Саудиска Арабија и Уругвај. Добро, Шпанија јас ја издвоив како мој фаворит за светската титула, но во фудбалот нели не се групата со 16 може да играат. Па можеби да, затоа што по мене Шпанија е најкомпактна репрезентација, затоа што е исто како што кажа ти, спојна младост и искуство. Имаат еден од најдобрите светски фудбалери како Ламин Јамал и можеби тој ќе биде и за мене еден од најдобрите фудбалери на светското првенство. Затоа што ретко се сретнува толку млад играч со толкава самодоверба. Така е. И да го прави тоа на теренот, плюс е атрактивен. И мислам дека Шпанија има и добра конструкција на игра, имаат најдобра тимска игра и поради тоа се и најголеми фаворити. Пред да ја видиме следната група, едно кратко прашање за Уругвај. Уругвај беше страшна репрезентација која играа Кавани, Форлан, Суарез, одбранбените фудбалери сите играа во Италија, во Франција, меѓутоа сега некоја промена на генерации, иако пак има добри играчи како Угарте, како Дарвин Нунјез, меѓутоа нешто фали. Нешто фали, тоа е кај секоја држава, пример. Имате период каде што имате добра генерација и кога ќе дое промената на генерации, секогаш нешто ќе фали. Особено кај помалите репрезентации, голем е хендикепот затоа што кога селектирате од помала бројка на играчи, пример една генерација, мора да почекате да се спојат 3 до 4 генерации па да имате успешен А-тим. Така да во фудбалот не е како останатите спортови, како во ракометот, зимате 5 играчи и вие сте европски светски шампиони. Значи фудбалот е процес кој е долгорочен и мислам дека
секој што мисли дека во фудбалот може да направи краткорочни резултати и дека ќе помине така, тоа не е случај. А Уругвај, моje мислење е дека репрезентација со стварно големо фудбалско педигре, од каде што и вие што ги споменавте, оваа генерација на Кавани, на останативе играчи беа стварно, па и на тренерски имиња од Уругвај, исто што поминаа па и по европскиот фудбал. Останува да видиме, значи може би и да бидат изненадувани. Да. Тоа е одлична констатација, многу пати низ историјата се покажа и со фудбалските велесили го достигнуваат врвот и нагло ќе паднат. Тоа се види и кај нас и во репрезентативниот фудбал и во останатите спортови, кога бевме нели на максимумот наш, веднаш потоа паѓаат, се раѓаат нови генерации, додека тоа се спои, треба период за регенерација. Така мислам дека и репрезентацијата на Аргентина. Сега не сакам да бидам во негативен контекст, но Меси во форма и Меси на овие години, може би нема другите репрезентативци да го имаат тој ветер во грб на теренот, како што кажавте вие, Меси може би и селектор на теренот. Самото негово појавување кај другиве што и кај неговите кај другите што предизвикува. А притисокот како светски првак ви расте се повеќе и повеќе, така да може да имаат проблеми со тоа. Ова е исто една интересна група: Ирак, Франција, Сенегал и Норвешка. Ако е Ирак послаб во однос на другиве три, Норвешка со Халанд, со Сорлот, со играчи од одлични. Франција е Франција, најтешка за а Сенегал шампион на Африка. Така е. И затоа сакав да кажам дека Франција има најтешка група од фаворитите кои ги споменавме, нели? И тука секого може да победи, а Франција има селектор кој стварно знае да се справи со големите звезди, тоа го покажа на последните нели големи надпреварувања. Тие секогаш беа во завршницата. И можеби Франција е еден од фаворитите, од топ 3 фаворити за освојување на, но како што кажавте вие, таму има многу звезди, дали ќе се вкомпонира како што треба. Така. Да ја видиме групата после француската: Аргентина, Алжир, Австрија и Јордан. Тука фаворитите мислам дека тука имаме дебитант, така некад си Јордан. Да, Јордан дебитант на светските. И Австрија знае редовно нели да учествува, така да Австрија има репрезентација која игра директен фудбал. И мислам дека и они имаат доста од германскиот систем по примено дисциплина, прецизност. Така. Следната група, ако ништо друго, ова ќе биде лесни надпревари за Аргентина. Конго, Португалија, тоест Демократска република Конго, нели две се, Демократска република Конго, Португалија, Узбекистан и Колумбија, уште еден дебитант Узбекистан. Колумбија традиционална јужноамериканска незгодна репрезентација. За мене Колумбија може да биде едно и од изненадувањата на светското првенство, затоа што имаат многу добри индивидуалци. И моje мислење е дека на ова светско првенство Колумбија ќе игра важечка улога доколку ја помине групата. Како што кажа, ако судиме по тоа што Мароко веќе се докажа нели како еден сензационалист, сега ова надпреварување јас верувам дека Колумбија може да направи нешто за повисоко. За Португалија би кажал дека можеби во моментот има играчи кои се во најдобрите фудбалски години. Так. И можеби во најдобра фудбалска форма. Очекувањата се преголеми, нели нормално го имаат и Кристијано Роналдо. Но може да биде и притисокот на Португалија да си го направи своето. Добро, од играчки аспект не може и па многу да се очекува од Роналдо, освен мотивација на терен. Мислам дека ова ни е веќе, ако не се лажам, последната група Л, Англија, Хрватска, Гана и Панама. Некако вака наредени и логично делува вака и да завршат групата, така е. Но Гана секогаш најела да изненади, затоа што и во Гана сме сведоци дека на доста светски надпреварувања се издвојувале доста играчи. Хрватска, како што кажавме претходно, не знаеме, не е изненадување доколку стигна. Значи Хрватска веќе не е изненадување на во-светскиот фудбал, затоа што на последните 3 светски мундијали играше во самата завршница. Со 2 медали се вратија, од кои во 2018 беа на 90 минути од светски шампион станување. Така е. А репрезентацијата на Англија можеби има и најголем фонд на играчи. Видовте и сами селекторот кои играчи ги изостави. Ако може да си дозволи Палмер, Трент Александер Арнолд, Фоден да ги остави дома. Али мислам дека, како што кажавте и во најавата, репрезентацијата на Англија има проблем со притисокот и секогаш не прави ништо на големите надпреварувања, мислам некој позначителен успех. Можеби и ова е моментот да направат нешто повеќе. Затоа што верувам и на стратегот Тухел. Така. Мислам дека знае. Ова е интересно што го споменавте за Тухел, за во конотација на стратег. Пред да погледнеме заеднички еден прилог, да ви поставам едно прашање:
кои репрезентации сметате дека најголеми адути ќе им бидат токму селекторите? Еве и самиот сте селектор, која репрезентација можеби е поскромна со играчки фонд, ама дека имаат селектор кој што ќе може да направи чудесија некоја? Па вака сега поскромна. Од фаворитиве, јас би го издвоил Де Ла Фуенте, затоа што има јасна стратегија, јасна визија за фудбал. Значи, кажав дека Шпанија, по моје мислење, тактички и екипно најдобра репрезентација во структура. Тука би го издвоил Дидие Дешамп, затоа што на последните светски знаеше да раководи со ваков тим, а штом не му се укажа шанса минатото светско да освои против Аргентина, тоа ќе го чека како шанса на кариерата. И Анчелоти нормално со Бразил. Од помаливе репрезентации, ајде да кажеме дека Босна има интересен стратег. Така. И доколку ја поминат групата, може се да се случи. Турција има исто интересна структура на играње. Монтела. Така е, затоа што тој е мешавина на стара и нова школа и ете тие би ги издвоил. Особено што Монтела не се прослави нешто како клубски тренер, меѓутоа кој е на чело на репрезентација на Турција на европско четвртфинале, еве ги прв пат на светско после не знам колку години, добра им е хемијата. Се гледа хемијата во тимот, така и на последниот надпревар против нашата репрезентација, се гледа поддршката, се гледа внатре дека се единствени, дека имаат и самодоверба, дека имаат и доверба еден со друг и дури кој да ставеа на теренот изгледа исто. Така да Монтела мислам дека прави добра работа со репрезентацијата на Турција. Така, од тренерски аспект чисто би сакал да ве прашам колку влие на играчите тоа што сега ќе имаат малку и погуст распоред и повеќе патувања, подолги патувања, колку тоа им влие во психологијата на теренот? Тоа слагам би влијаело многу. Вие во најавата имавте еден добар прилог. Кажавте дека во 3 различни временски зони ќе се игра. Не е исто еден фудбалер да игра на 38 степени. Так. И не е со голема влажност, пример. И не е исто тој истиот фудбалер да игра на 18 степени. Значи тоа е стрес и за организмот, нормално и за рехабилитација на фудбалерите, потрошувачка, затоа што знаеме дека модерниот фудбал полкави капацитети носи на потрошувачка и како се регенеративните, например, работи во фудбалот и мислам дека ќе бидат голем проблем овие неколку нешта што Кој би издржал повеќе, кои фудбалери овие од европско тло или Африка? Или овие што им е домашна Централна и Северна Америка? Ќе издржат оние фудбалери кои имаат голем континуитет на надпревари, каде што прават брза регенерација. Мислам дека од европските репрезентации, знаете, сега играте во Барселона денеска, а утре играте Лига шампиони за 2 дена во, ајде да кажам, Русија или било каде. Вие веќе сте навикнати на таков систем на рекуперација, регенерација и мислам дека тие фудбалери од европските гиганти ќе бидат во предност. Како што беа во минатите светски првенства, например, играчите од Бајер Мюнхен или овие кои стигаа до четвртфинале на Лига шампиони финале. Но тука има и релативно е прашањето, затоа што имате и емотивна потрошувачка на фудбалерите. Сега овие од ПСЖ, зборуваме Португалија, дека се стварно фаворити, имаат супер тим, ама они емотивно се истрошени, затоа што непосредно пред светското првенство самиот крај стигна, немал се време има за одмор. Некоја врхунска работа, освоја европски шампиони, брка, ајде, триплета или не знам како. И сега ние Мендеш или тие играчи ги бројаме во едни од најквалитетните, но не знаеме како ќе се покажат на ова светско првенство. Така да затоа е интересен фудбалот, затоа секој секој може да победи и затоа е најгледаната или најспоредна работа на светот. Во наредните 6-7 минути би сакале да ви предложиме да погледнеме заеднички еден прилог. Се работи за наше дете македонче Матеј Николов, кој што е дел од пионерските структури на Вардар, екипа која што со тренерот Христијан Кировски Джери сега го освоја купот и дете кое што беше повикано од Атлетико Мадрид во нивниот дрес да одигра турнир и успеа да го освои. Па да го видиме и да го слушнеме неговото искуство, разговаравме со него на наше големо задоволство. Имаме деца кои што верувам дека тоа моментално ќе ни го претворат еден ден во континуитет на големи надпреварувања. Мојот сегашен соговорник е токму еден таков. Тој е дечко кој што веќе, освен дресот на Вардар, го има облечено и дресот на Атлетико Мадрид. А како дошло до тоа, слушаме директно од Матеј Николов. Матеј, здраво и фала ти што си гостин во првото издание на Мундокаст. Здраво, фала ви на вас. Многу сум среќен што дојдов покана од вас. Ми значи мене тоа. И стварно сум презадоволен и ми значи многу тоа.
Само што ја завршивте сезоната во пионерите на Вардар, освоен е купот. Прво ти честитам и за освоениот куп. Дај Боже да се множат што повеќе успеси. Како ја гледаш оваа сезона што измина во дресот на Вардар и првенството и купот? Оваа сезона јас се гледам како една исклучително тешка сезона, затоа што беше полна со многу предизвици, тешки надпревари и од лигашките надпревари сме задоволни, но може требаше да освоиме првото место, завршивме втори, а за купот сме презадоволни. Во финале ги дојавме Македонија Грча Петров 3-0 и ја сметам оваа сезона за баш успешна сезона, но иако можеш уште повеќе да се постигне. Така, вашата генерација важи за една од најталентираните во тоа годиште. Имате и одличен тренер Христијан Кировски, Джери. Колку е важно вие меѓу вас како се разбирате и каква ви е разбирачката и со тренерот? Па секако комуникацијата помеѓу тренерот и играчите е многу битна, исто како и со играчите меѓу себе. Поради тоа што ако немаш добар тренер или ако тренерот не те разбира, не ти дава мотивација, не може да се изгради добра екипа. Ете, тренерот Христијан Кировски Джери баш добра екипа изгради, ми даде многу мотивација додека сите лежа, ние трениравме, одевме по различни терени, трениравме и он баш убаво не спреми и баш тоа со самото тоа што он се вложи во нас, ние тоа му го вративме на терен и на крајте Господ ни врати дојде до успех и го освоивме купот. Зборуваме сега еве за Вардар, меѓутоа ти може да се пофалиш со нешто со кое што не можат многу играчи, а тоа е и своевидни настапи во дресот на Атлетико Мадрид. Како дојде до тоа и нешто повеќе за ова искуство кажи ни? Па тоа искуство е стварно големо искуство и би го препорачал на секој дете, на секој фудбалски играч, а тоа искуство е од тоа може само да се добие. Како и да помине на крај, може само да добиеш од тоа искуство. До тоа јас отидов таму на проба и бев таму 2 недели. Бев со генерација постари од мене, со генерација 2009 и супер поминав таму, беа задоволни, но последната недела ме вратија со генерација 2010 за да се спремаме за еден турнир, за престоен турнир. На турнирот игравме со екипи како Рајо Ваљекано, Леганес, Гетафе, стварно јаки екипи од шпанска Ла Лига. И го освоивме тој турнир. Во финале победивме 9-1 против Леганес, постигнав гол и 3 асистенции и баш сум задоволен од тоа искуство. Вака надвор од теренот, каква организација е Атлетико Мадрид? Затоа што ние често зборуваме балканските услови, меѓутоа ретко кој можел да се запознае со таков клуб од внатре. Па страшна организација. Луѓето таму вложуваат, таму живеат за фудбалот, имаат исклучителен тренинг комплекс кој што го немаат многу екипи. Атлетико Мадрид е екипа која што е во топ 10 клубови во светот и вложуваат во тоа. Имаат по 8 тренери во секоја генерација, се вложуваат и сакаат да бидат успешни во се. И децата таму се дружелюбиви. Јас отидов таму, одма ме прифатија во средината и баш се чувствував прифатен од нив. Имаше ли можност да видиш некој од главните звезди на првиот тим? Да, имав можност. После првиот тренинг добив покана да одам во VIP ложата на стадион Метрополитано и игра Атлетико Мадрид против Атлетик Билбао. На таа утакмица бев претседател на Шпанска федерација, екс-фудбалерот, легенда на шпански фудбал Давид Вилја и баш убаво искуство, кој што многу не може да го искусат, но го препорачам стварно на сите, преубаво искуство. Каква е моментално твојата комуникација со Атлетико Мадрид? Дали имате некои заеднички перспективни разговори, планови? Па разговорите не ги водам јас, имам лица кои што се грижат за мене, моите менаџери и они ги водат тие разговори, преговори. Јас ништо не знам, јас само кога ќе дое време јас тоа ќе дознам, поради така они така одлучи и тоа го почитам нивното мислење, многу ми значи нивното мислење. Пред да поминеме на она што е сега најактуелно светското првенство, за кого навиваш во фудбал? За Манчестер Юнайтед. Сега, ако дојде Манчестер Юнайтед со понуда, ама Атлетико ти се јави пак со 3 пати подобра понуда, што ќе направиш? Играм за Манчестер Юнайтед. Од каде тргнува оваа љубов кон Манчестер Юнайтед? Од татко ми, уште од мали, уште од кога сум роден, он ми купал дресови од Манчестер, топки од Манчестер и така го засакав тој клуб и сега секој такмица гледам јас со нив заедно и многу и баш сум среќен што немам за таков клуб со голема историја. Така, да се надеваме дека малце ќе почнати со титули да ти возвраќаат. Се надевам и јас. Се надевам од наредна сезона. Добар тренер имаме сега. Ќе тргне. Она што е не се актуелно, доаѓа светското првенство.
ќе биде со репрезентации попополнето од сите претходни и послаби и посилни репрезентации. Што очекуваш од светско првенство? Кој мислиш дека може да се вмеша во битки за медали? Дали мислиш дека некој може да изненади? Па јас мислам дека африканските екипи може многу да изненадат, поради тоа што се тие спремни и тие се имигранти од Европа и мислам дека тие многу добри репрезентации направија, јас се надам дека Португалија ќе го освои светското првенство, а репрезентација која што сакам најмногу да изненади е Хрватска или Босна и Херцеговина, некој од балканските две екипи. Така, сепак тие ни се блиски тука и по менталитет и со дружба, некогаш сме биле сите заедно и во една земја. Дали би сакал да ги видиш, например, Аргентина, Португалија во финале, или би сакал, пошто спомнам Португалија, може би со Франција или со Бразил да го игра финалето? Па најдобро би било да биде Португалија и Аргентина. Тоа ќе биде најдобро финале што некогаш било во сите такмичења, но и да биде со Франција, да биде со Бразил, ќе биде сепак одлично финале, поради тоа што тие две репрезентации кои што ги спомнавме, Бразил и Франција, се одлични репрезентации, кои што се реални фаворити да го освојат тоа првенство. Така. Ние вака сега разговараме, секој од нас има некоја симпатична репрезентација која што би сакал да дојде што подалеку, а меѓутоа се знае, ништо не може да го замени настапот на Македонија на некое големо првенство. Еве, ти си дел од младинските структури на нашиот фудбал. Гледаш ли перспектива дека ти кога ќе бидеш сениор, Македонија може на мундијал да отиде? Дефинитивно, Македонија има страшни талентирани деца кои што може да однесат Македонија на еден голем мундијал. Мислам дека тоа ќе за едно 5-10 години ќе биде остварливо и дека ќе играме на некој големо такмичење, некој голем мундијал. Што е клучното што би ни требало? Кај да мислиш дека ни е најголемата сила за да отидеме на мундијал? Најголемата сила е тоа што имаме многу талентирани деца и во тие деца кои што се талентирани треба многу да се вложи. И кога се вложи во тие деца, тоа ќе се врати се на терен и мислам дека ќе може да се стигне лесно на големите такмичења. Фала ти многу. Да имаш големи успеси понатаму и во дресот на Вардар и во дресот на Манчестер Юнайтед. И сега пази, ја пред камера ти кажам, ако доеш до Манчестер Юнайтед и до било која голема европска екипа, дрес потпишан чекам. Договорено. Еве, гледај камерата, ветување дека си дал тамо. Еве рака. И дај Боже ти да бидеш меѓу оние првите што Македонија ќе ја однесе на светско првенство. Дај Боже, се надевам јас. Фала ти уште еднаш. Некад малку ли ти се дресови, па уште од сега ги задолжува се. Па затоа што ми се малку, затоа што од сега си ги нарачувам. А и убава работа кажа Матеј, еден ден ако успеат овие деца сите се тука да ги потапкаат по рамо, ама на оваа возраст им значи поддршката. Така е. И сега имаме човек со добро искуство кога се работи со млади фудбалери и таленти, па тука би ве прашал дали знаеме ние да работиме и да ги создадеме овие млади таленти кои можат после да се докажат и надвор од фудбалската сцена од Македонија. Добро прашањето ви е на место. Јас сум секогаш позитивен. Сега поразговаравме нели дека го гледавме прилогот. Ние имаме секогаш добри деца, потенцијално добри и талентирани. Еве сега имаме и добри млади тренери. Затоа ние како земја треба да направиме позитивна атмосфера за овие млади таленти да добијат шанса и да добијат можност да имаат одговорност да играат во екипите и тогаш ќе бенефитираме сите. Што е она главното што треба, например, да го исполнат играчите кон клубовите и кон тренерите за да израснат во тоа што треба, а што е главното што, например, клубовите и тренерите треба како фидбек да им го пружат? Што е, да кажеме, идеалната формула за еден играч да стаса од талент во квалитет? Прашањето е многу длабоко. Значи, ако има идеална формула, тогаш ќе направиме уште еден Меси. Во фудбалот треба да се поклопат многу работи. Моje мислење е дека карактерот е основна карактеристика за голем успех. Затоа што играчи како овие младите, како се што видовме и Матеј, мора да имаат силен карактер, да не се откажуваат и мора да посветат голем дел од својот живот во фудбалот, да знаат како да стигнат до големите цели. Тренерите исто мора да дадат еден фидбек, да видат нели луѓе кои ќе ги сочекаат тие млади таленти
и кога ќе се направи една таква атмосфера и како викаат повеќето во право време на право место. Така. Тогаш имате целокупен производ. Затоа мислам дека многу клубови се трудат да имаат добри сензитивни фази, затоа што од фаза во фаза ни еден фудбалер не поминува перфектно. Можеби тоа е случај со Јамал, со некои како што ги гледаме светски звезди, но во фудбалот некогаш имате напредок, некогаш имате заостанување, психолошки момент, има многу работи кои треба да се поклопат, но мислам дека талентот и карактерот е најпресудно. Нормално и луѓето кои работат во клубовите да дадат доверба на овие млади играчи. Так. И јас секогаш сум за давање на доверба на млади играчи, затоа што тие знаат да вратат на соодветен начин. Тоа ми беше следното прашање покрај нели квалитетите, талентот, работата, карактерот на фудбалерот. Многу значајно е и едукацијата и знаењето на тренерот. Честитки за највисоката нели од страна на УЕФА тренерска лиценца, УЕФА Про лиценца. Колку тренерите се вложуваат за да добијат знаење и тоа да го пренесат кај нашите млади фудбалери. Јас верувам дека новата генерација на тренери, со секоја почит за овие старите кои досега работеа, затоа што они докажаа дека знаат да извадат добри фудбалери, како што Македонија досега имало плејада добри фудбалери, кои што не представувале и на државно и надвор од државата. Но благодарам исто за честитките за Про лиценцата. Јас таа лиценца ја поседувам за македонски услови од 2020 година, но сега беше шанса да ја полагам со терминот УЕФА, нели? Так. Од менторот за да можам да водам на страна и тоа за мене е едно големо достигнување. И мислам дека има доста колеги млади, како нели во разговор што ги спомнавме со вас, не сакам да потенцирам никого, дека во иднина Македонија има со што да се пофали и од тренерска гледна точка и од фудбалска гледна точка. Мораме да бидеме позитивци, мораме да бидеме луѓе кои се трудат, мораме да бидеме објективни, да ги кажуваме и грешките, и маните, и добрите работи за сите како нација, и како фудбалска, и како се што не очекува од државата да напредуваме. Дали сме како земја свесни, еве работите и самиот со млади фудбалери кои што сега од младинскиот преаѓаат во сениорскиот фудбалски свет и многу е ризикот голем да не се загубат тука некаде. Колку сме како земја свесни за важноста на психолошкиот аспект, во смисла имаме таленти за кои што се заинтересирани, еве добри европски клубови, да не полетаат, да се свесни дека се добри и квалитетни, ама да не застранат со некако себе пофалбите. И да не застанат со раздвојот, затоа што фудбалот еволуира и како играч мора да ги пратите сите трендови, затоа што ако не сте интелигентен како спортист да впивате она што бара тренерот, Така. значи денеска имате тренер во еден клуб, утре имате тренер во друг клуб, мора да следите, мора да се адаптирате, да се прилагодувате. А добро кажавте дека престапот од младински во сениорски категории е можеби најспецифичниот период за младите играчи. И мислам дека во тој период се губат многу таленти. И затоа и во претходното прашање кажав дека ние како држава треба да создадеме клима за на тие млади дечки таленти да им дадеме можност да покажат што можат, нормално доверба и да видиме дали сме во право. Затоа што во нашите лиги доаѓаат доста странци со сомнителен квалитет. Јас како тренер секогаш сум и бев и ќе бидам да се дава шанса на нашите млади играчи, затоа што еве гледавме во прилогот Мате е пример, можеби прекрасен играч. Вардар секогаш може да се пофали, Вардар е тим кој секогаш имал добри млади категории, но некаде тие се губат во оној период каде што треба да направат прелаз од младинските во сениорските категории. Мислам дека сите наши клубови треба да направат таква клима да се дава шанса на нашите млади играчи. Така ќе имаме бенефит како фудбалска држава. Тоа и го докажавте сега, нели, после 2 години го вративте фудбалскиот клуб Скопје од автокоманда во елитата. Каква е атмосферата сега таму, каква и тоа, нели, во бараш надпревар против еден ваш бивши исто така. Ако не се лажам, на полусезоната 7 бода помалце имаше Скопје во однос на водечката екипа тогаш. Така е, во однос на конкурентите за влез во првата лига, ние бевме 7 бода со заостанување. Можем да направам една компаранција на првиот дел од сезоната и вториот дел од сезоната. Првиот дел го почнавме со многу млад тим
И игравме допадли фудбал, но се случија надпревари каде што ни фалеше искуство. Пример, пете второ коло надпреварот со Шкендија Рачиново ги загубивме бодовите во 94-та минута. Аш во 60-та водевме 2-0. Но на тој надпревар игра двајца играчи 2009-та, тројца играчи 2007-та, тројца играчи 2006-та, стануваше збор за еден млад, но квалитетен тим. И јас упорно давав шанса на тие дечки и игравме стварно отворен фудбал. Не настојував да се браниме, резултатски ми беше многу битно да се адаптираат дечките. И резултатски поминувавме така, со Кожув изгубивме во 98-та минута 2 вода, низ едначија и ни фалеше едно искуство. На полусезоната знаев дека и во претходните екипи каде што водев, пресудно искуството за еден тим. И со доаѓањето на Кристијан Нумовски, бивши репрезентативен голман, Душко Трајчевски, бивши репрезентативец А, Симе Христов, Јасмин Мециновиќ, тоа се играчи со долгогодишно искуство во нашите лиги, па и надвор. И ние добивме на менталитет, на квалитет, кабината се смени, го смени карактерот и направивме од 16 надпревари 15 победи. Каде што можеби во младите категории не може да направите таква серија. А камо ли го сениорски фудбал? Така е. И можеби клучниот надпревар малку психолошки автоголот на Ѓурковски против директниот конкурент Брегалница. Тој не чинеше, но замислете колкав психолошки притисок имаа моите играчи каде што секој надпревар беше како финале. И сега замислете дека 16 надпревари мора да ги победите сите за да бидете како шампион. И ние на крајот завршуваме со исто бодови со Брегалница. Они беа подобри во меѓусебниот дуел и нив им честитам за влезат во првата лига. Но можеби по потешкиот пат, како што кажа Слаген, со мојот бивши клуб. Пандев е клуб каде што имам добри спомени, сегашна Брера. Можеби мојата работа таму не беше толку видлива на резултатски план, но 11 месеци поминав стварно. Тука беше корона тајм, тука беше периодот каде што Академија Пандев ја напуштија играчи како Дориев, Стоилов, Илиев. Многу надворешни фактори чудни. Така е. И ние тогаш исто ставивме доста млади играчи кои сега се и репрезентативци, да не ги споменувам сите, тоа се супер играчи. И мислам дека и во баражот заслужено го добивме надпреварот. Секоја чест за екипата на Пандев, која стварно многу ме плашеше затоа што стварно таму играат доста квалитетни играчи. Но мислам дека и во текот на целиот надпревар бевме противник што ја сакаше повеќе победата. И на крај промашивме пенал во 87-та минута, ама со голот на Душко Трајчевски отидовме во таа прва лига. Секогаш храбрите ги прати среќа и сакам да честитам на моите момци за тоа што тие се и најзаслужни за овој успех. Тоа е трет влез за мене како тренер во повисок ранг од втора во прва лига. Предходно имав исто добро искуство со екипата на Македонија Ѓорче Петров. Куп финале. Па тоа беше после таа сезона кога влеговме и после 15 години искочивме со Ѓорче Петров во Европа повторно. Но не го освоивме финалето, на пенали изгубивме токму од Академија Пандев. А искочивме од првенството во купот на УЕФА, игравме со екипата на Алашкерт и тоа беа едни добри денови за мене во Ѓорче Петров. И како да кажам, секој успех остава свој позитивен белег на вас како тренер. Судејќи сега на конкуренцијата за следната сезона, вашиот ростер, плановите, буџетот, што би им порачале на пиратите и на тимот од Автокоманда? Борба за опстанок или борба за повисоките позиции? Па вака, треба да се реорганизираме, нели сега првата лига ќе биде поголем залог. Треба да бидеме реални во очекувањата. Треба нели од почетокот на првенството да ги зацртаме целите кои ќе ни бидат. Мислам дека опстанокот, ако го обезбедиме за првата сезона, сега по влегувањето после 2 години, би било успех за екипата на Скопје. И сега со избацувањето на Шкендија, можеби се отвара можност во преку купот да се направи нешто повеќе. Ќе биде интересно, има многу надпревари, 36 надпревари, по 4 пати ќе се игра со секој противник. Мислам дека не очекува една интересна сезона и доколку направиме добар тим, мислам дека ќе има што да покажеме во првенството. Така, се надеваме и ви посакуваме среќа овие планови да се остварат. Пред да ви се заблагодариме за гостувањето, едно ваше резиме на завршницата на европската клубска сезона. Дали очекувавте финале ПСЖ Арсенал или во текот на сезоната можеби други клубови вака пикиравте дека ќе одат до самиот крај? Па искрено јас очекував вакво финале.
затоа што ПСЖ го има истиот тим втора сезона. И тоа се покажа како клучно, можеби памтите и Реал Мадрид. Оние 3 сезони последователно кога го освои Со финалето. Зидан. Така со Зидан не менуваше многу. Така и по истиот рецепт Луис Енрике со истиот тим можеби настапи со 99% Да, истите имаше играчи. протока само еден играч од првите 11 е различен од минатогодишното финале. Арсенал е тим кој е во подем последните 2 до 3 сезони со Артета како стварно добар шпански стратег. Но мене искрено финалето ми остави негативен впечаток екипата на Арсенал. Така. Затоа што можеби ова беше една од најнепопуларните финали. Досаден фудбал. Така, досаден не е фудбал, популарен. можеби песимистички, како Први да кажам, дадоа па се повлекоа. први дадоа малце. па се бранеа, мислам дека сите очекувавме малку поатрактивно финале. Но за мене очекувано беше дека овие два тима ќе бидат. Затоа што овие два тима, Барселона, ајде може тука уште еден-два тима да Бајер броиме. Мюнхен евентуално. Бајер Мюнхен евентуално, мислам не е на тоа ниво, Так. но ајде и срекно ПСЖ можеби дојде до вториот надпревар со онаа тактика на Да. на Луис Енрике, но целта ги оправдува средствата. И мислам дека очекувано финале беше. И мислам дека заслужено екипата на ПСЖ игра најдобар фудбал во моментот. И мислам дека е во најдобра фудбалска форма и затоа е последователно 2 пати шампион на Европа. Така. Така. Таневски останува да ви се заблагодариме што еве дебитиравме на овој Мундокаст со вас. Не удостоивте со вашето присуство, не очекува на вистина фудбалско уживање овие 39 денови. Така да верувам и ова што го кажавме, голем дел од тоа ќе се исполни и преку малите екрани ќе бидеме сведоци. Така го споменавме, да, повелете сакавте да кажете Не, нешто. окей, јас само да извинувам. ви се заблагодарам и да им посакам на гледачите пријатна вечер и во идните денови кога ќе биде светското првенство да ве следат, затоа што стварно добро си поминав, прекрасни домакини сте и се надевам дека ќе има добри фудбалски денови во наредниот Ви месец. благодариме многу. А кога го споменавме финалето на Лигата на шампионите, тоа беше за нас интересно од еден аспект што Македонија тамо сепак имаше свој човек и свој представник, а тоа беше Мартин Дангев, човекот кој што го развеа македонското знаме на трибините во Будимпешта, меѓутоа и човек кој што има доста богато CV на развејување на македонското знаме на различни стадиони. Страствен фудбалски патник, еден Да, или како што се феномен, вели граундхопер. навијачки. Да, и за неговите искуства имавме можност да разговараме токму со него, па уживајте во наредниот разговор во наредните неколку минути.